Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ, а еве ги најновите содржини од ова утро. Денеска продолжува судскиот процес кој се води против Стојанче Јовановски, сопругот на Ивана од Скопје, која на почетокот на март годинава почина по пат од балкон со нивната 6-годишна ќерка Катија. На денешното рочиште е предвидено да сведочат Мартин Саздов и Ивана Белчева. Вкупно 39 припадници на Министерството за внатрешни работи постапиле погрешно по пријавите за семејно насилство кои досега биле поднесени против Јовановски. Известувањето од МВР за утврдените пропусти кај полициските службеници веќе е доставено до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а ќе биде дадено на постапување на јавен обвинител од специјализираното оделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања. Обвинетиот призна вина за делата нанесување телесна повреда и загрозување на безбедноста, но не и за кривичното дело наведување на самоубиство, кое му се става на товар. Судскиот процес го води судијата Ивица Стефановски. Собраниската комисија за еднакви можности на жените и мажите денеска ќе одржи седница на чиј дневен ред е предлог одлуката за одржување на надзорна расправа на тема спроведување на законите, политиките и институционалните мерки за превенција и заштита од семејно насилство. Од аспект на еднаквите можности, институционалната координација, предизвиците и можностите за унапредување на ефикасноста на постапувањето на органите на извршната власт. Иницијативата е поднесена од пратеничките Жаклина Пешевска и Моника Зајкова. Уапсени се двајца струмичани поради бегство од затвор. Биле осудени за тешка кражба. Од МВР информираат дека денеска околу 3 часот и 30 минути полициски службеници од секторот за меѓународна полициска соработка и СВР Струмица ги лишиле од слобода СМ 31 година, осуден на казна затвор од 5 години, и ММ 38 годишен, осуден на казна затвор од 4 години, двајцата од Струмица. Програмскиот совет на МРТ за утре закажа седница на која ќе се разгледува скандалот со емитувањето на детската песна на МРТ2 на албански јазик, со која се воспеваше Голема Албанија. Во рамки на детската фестивалска програма емитувана на 28 март беше прикажан настап на 13 годишно девојче облечено со символите мапа на Голема Албанија, употребени за време на изведбата. Ова предизвика бурни реакции во јавноста. А еве ги светските случувања. Обединетите арапски емирати се подготвуваат да им помогнат на САД и нивните сојузници да го отворат Ормузскиот теснец, со што ќе станат првата држава од Персискиот залив што директно ќе влезе во војна, откако беше цел на ирански напади. Според арапските представници, емиратите лобираат за резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, што би дозволило таква акција. Дипломатите од емиратите ги повикаа САД и војните сили од Европа и Азија да формираат коалиција за насилно отворање на теснецот. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД би можеле да ја завршат својата војна кампања против Иран во рокот 2 до 3 недели, објави Ројтерс. Оваа изјава е досега најјасниот сигнал од Трамп дека има намера наскоро да стави крај на едномесечната војна која го преобликува Блискиот Исток, ги наруши глобалните енергетски пазари и ја смени насоката на претседателскиот мандат на републиканецот. Францускиот претседател Емануел Макрон ја пофали предвидливоста на Европа за време на неговата посета на Јапонија, во очигледна критика кон американскиот претседател Доналд Трамп. Свесен сум дека Европа понекогаш може да се перцепира како континент кој е побавен од другите, но предвидливоста си има своја вредност и ние го покажавме тоа сиве овие години. Американскиот претседател Доналд Трамп вчера ја критикуваше Франција, велејќи на социјалните мрежи дека Париз бил многу бескорисен за време на војната со Иран. Трагедија на Крим. Руски воен авион се урна со 29 лица. Руското министерство за одбрана рано утрово ја потврди црната вест. Нема преживеани. Спасувачките екипи кои стигнале до местото на несреќата известиле за застрашувачка гледка, потврдувајќи ја смртта на 6 члени од екипаж и 23 патници. Контактот со авионот бил изгубен уште вчера попладне, пошто започнала опсежната потрага, која заврши со трагичен исход.
1 април, денот на шегата. Широм светот се одбележува како ден посветен на хуморот, смејата и безопасните шеги. Во нашата земја, традиционално, најмладите маскирани во суперхерои, принцези, бумбари, пчелки, готвачи, лекари и ликови од цртани филмови, дефилираат низ градот, создавајќи ведра и шарена атмосфера. Градот оваа година повторно ќе биде исполнет со детска радост на манифестацијата Априлијада. Јавната установа Детски културен центар Карпош под покровителство на град Скопје денеска со почеток во 10 часот и 30 минути во градскиот трговски центар ја организира традиционалната детска програма. Посебна атракција за посетителите ќе бидат настапите на кловнови, маскоти од познати цртани филмови, како и пантомимичар, кои преку интерактивна забава и хумор ќе создадат вистинска карнавалска атмосфера и ќе ја раздвижат публиката. И за крај метео. Времето денеска под влијание на циклонска активност ќе биде врнежливо, а наместо врнежите ќе бидат пообилни над 20 литри на метар квадратен. Од УХМР информираат дека поради спуштање на ладна воздушна маса на планините и некои од повисоките места, врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Максималната температура денеска ќе достигне од 7 до 12 степени. Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе содржини ќе најдете на нашиот сајт slobodnpečat.mk и секако на профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.